Добро утро, по втор пат се јавуваме од центарот на градот, како што веќе може да забележите. Започнува вистински оној сообраќај на метеж во централното градско подрачје. Дали имаме сообраќај на култура или не култура? Одговор бараме од Дејан Андоновиќ од Републичкиот совет за безбедност на патиштата. Добро утро, како сте? Добро ви благодарам. Убава тема одбравме за утрово. Сме зборувале честопати на оваа тема, не е прв пат. Според последниот билтен на МВР, 212 санкции за непочитување на брзината. Убаво да подсетиме, бидејќи не само возачите, и пешаците се загрозени во сообраќајот. Па сите сме загрозени во сообраќајот, сите што учествуваме во сообраќај, а сите учествуваме, посредно или непосредно, без разлика дали сме пешаци, возачи, велосипедисти, или возиме овие нови тротинети, а на вашето прашање за сообраќајна култура, па еве стоиме овде каде 10 минути во центарот на градот и јас и вие детектиравме колку ни е сообраќајната култура, ни требаат 10 минути да видиме колку ни е сообраќајната култура, значи како се движат и не се само возилата. Ние обично го земаме тежиштето на сообраќајот на автомобилите, но еве што да кажеме за тротинетите, велосипедистите, мотоциклистите, пешаците, кои се најмасовна и можеби најнедисциплинирана група на учесници во сообраќај. Генерално сообраќајната култура и подигањето на јавната свест е суштината на безбедноста во сообраќајот. Зошто го велам тоа? Бидејќи санкциите, казните и сето она што е предвидено законски треба да ги има, но тие не можат да ги со нив се лечат последиците. Ние треба да ги сузбиеме причините, да не дојде до казна и да не дојде до евентуален сообраќајен инцидент. Отаму ние како совет правиме кампањи цела година и апелираме. И многумина ќе кажат вие го повторувате тоа, да го повторуваме, но сообраќајната култура и подигањето на свеста на учесниците во сообраќајот треба се уште не е на добро ниво. Гледаме, имаме вашите бројки ги кажувате зарем тие 112 луѓе кои се казнети, а кој знае колку не се казнети што не биле во моментот нели детектирани и фатени. Зарем тие 112 луѓе не знаат дека не треба да возат брзо. Знаат. Но зошто возат брзо? Затоа што немаат сообраќајна култура и затоа што немаат јавна свест. И велат, не гледаат дали се они во опасност и во опасност другите во сообраќај, туку гледаат дали некој ќе ги казни. Еве денеска не ве казни, ќе ве казнат задутре. Но што ќе се случи ако никој не ве казне, а вие го ризикувате и не дај Боже вашиот живот го ставите под знак прашање со вашето неодговорно однесување. Да, МВР има засилени полициски контроли и периодов, покажуваат и билтените кои што излегуваат секојдневно. Скопје има своји црни точки? Има секаде црни точки. Значи, во сообраќајот има секаде црни точки. А патната инфраструктура не може да се шири толку брзо колку што се шири бројот на возила, на нови возила, на учесници во сообраќај. Јас немам статистика, но можам да го видам тоа и јас и вие, дека ако во минатото на една семејство, на две семејства имало едно возило, сега нема веќе семејство кое нема барем две возила. Значи, зголемен е бројот на возилата, на средствата за управување и движење низ улиците, а патната инфраструктура не може толку брзо да се шири. Тоа се улиците. Но затоа велам, човечкиот фактор е главната причина за сообраќајните незгоди. Не е ниту патна инфраструктура, ниту нешто трето. До човекот, ако гледате какви услови има во улицата или сообраќајот, ќе се прилагодите. Да, може би овде пишува 50 да возите, ама ако гледате дека не може 50, возете 20 на час. Така ќе се заштитите и себе си и оние што се околу вас во сообраќајот. Вие постојано апелирате, имате кампањи. Не само со граѓаните, на терен сте постојано, меѓутоа и со најмладите генерации. Секогаш сакаме да ги спомнуваме дечињата, затоа што од тука започнува се понатаму. Месец март, месец во кој што се будиме, во тој склопи кампањата која што е на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот, да ја подигнеме свесност така и сите што се вклучени во сообраќајот. Па треба да ги подигна, да ги учиме најмладите од најмали години. Ние знаеме и по нас дека од најмали години сме учеле за сообраќај и овие нови генерации учат. Републички совет за безбедност заедно со МВР, со градинките, забавиштата, училиштата, имаме кампањи каде што едукативно ги едуцираме децата, низ боенки, низ прилагодени средства за таа возраст, но
Покрај тоа не е доволно. И родителите имаат голема улога за тоа какви ќе бидат нивните деца утре во сообраќајот. Ако детето сведок на нервозно возење, неодговорно, брзо пцости и сето она што го знаеме во нашиот културен народ, тогаш и тие деца ќе бидат такви, бидејќи го гледаат татко му и мајка му како се однесуваат и мислат дека и така треба. Ако се децата свесни, гледаат смирени родители кои ги почитуваат правилата и прописите, утре и тие деца ќе бидат такви возачи. Сакам да кажам дека родителите имаат голема улога во едукацијата и воспитувањето за своите деца утре ќе бидат во сообраќај. Да, тука сме ние како медиуми да ја пренесеме оваа порака. Благодарам на одвоеното време. Се разбира, бидејќи во сообраќајот еден од големиот проблем е секако и нефокусираноста и неконцентрираноста. Треба во сообраќајот да се концентрирани, не да размислуваме што ќе биде, како ќе биде, да гледаме во мобилните телефони и да не знаеме кај сме паркирале колата. И тоа се случува во денешниот свет, бидејќи живееме еден брз живот, но мораме да бидеме фокусирани тие 15-20 минути, зборувам за оние поголем број на граѓани кои колку се во возилото, 20 на минути, нека и половина час. Скопје не е толку голем град за да стигнете од една точка до друга точка на работното место, но овие гужви од Сабајле и тие околу попладневните часови треба да бидеме малку трпеливи. Ќе информираме и во наредниот период. Благодарам на одвоеното време.